Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Приватните автобуски превозници во Скопје од денеска ќе се обраќаат по редовен возен ред, откако вчера, како што информира од нивните здруженија, им биле префрлени по околу 6 милиони денари од заостанатиот долг. Сумата не е многу голема, меѓутоа ние кажавме да ни се уплати одредена сума за да можеме да продолжиме. Тоа задоволува за наредниве 2 недели да возиме редовно и се надеваме дека во тој период ќе имаме средства односно уплата од ЈСП, па да можеме без прекин да работиме, велат превозниците. Приватните превозници во петокот побара од ЈСП да им биде исплатен вкупниот долг од 170 милиони денари, од кои, како што изјавија, во моментот биле доспеани 90 милиони. Тие денеска водеа редуцирано од 5 до 10 часот, а од утре се враќаат во редовниот возен ред. А цените на угостителските услуги во првите 9 месеци од годинава се зголемиле за 5,2% во однос на истиот период минатата година, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Според нив, само од почетокот на годинава цените скокнале за 1,9%. Според Државниот завод за статистика, цените на угостителските услуги во септември не бележат промени во однос на претходниот месец, но се зголемени за 4,7% во однос на истиот месец од претходната година. Статистика вчера објави раст на вкупниот извоз, кој во првите 8 месеци од годинава во однос на истиот период лани се зголемил за 1,8%. Вредноста пак на увезената стока е 2,7% поголема од онаа која што сме увезувале во првите 8 месеци од претходната година. Најмногу се тргувало со Германија, Велика Британија, Кина и Србија. Земјите од Европската унија учествуваат со речиси 60% од вкупната размена на Македонија. Од денеска Македонија официјално ја започна практичната примена на единствената зона за плаќање во евра СЕПА. Граѓаните и компаниите ќе можат да вршат и примаат плаќања во евра кон и од земјите членки на СЕПА под исти услови како во Европската унија, со полесни, побрзи и поевтини трансакции. Министерството за европски прашања соопшти дека приклучувањето е дел од планот за раст за Западен Балкан со цел за брзана економска интеграција со единствениот европски пазар, поголеми инвестиции и унапредени финансиски услови. Владата оценува дека имплементацијата на СЕПА е конкретен чекор кон усогласување со европските стандарди и дополнително приближување на земјата кон членство во Европската унија. Од Министерството за финансии објаснија дека сега плаќањата ќе бидат и повеќе од двојно поевтини, односно праќањето и примањето на пари од странство ќе биде со значително пониски провизии. Представувањето на кандидатите за градоначалници и советници во рамки на кампањата за локалните избори продолжува и денеска, а во фокусот на митинзите се обраќањата на лидерите на најголемите партии. ВМРО-ДПМН и коалицијата денеска ќе одржат средби со граѓаните и митинзи во Маврово, Ростуше, Гостивар и централен митинг во Тетово. Предизборниот караван на СДСМ е во Дојран, Богданци, Гевгелија со централен митинг во Валандово. Од Левица за денеска најавија средба со граѓани во Неготино. Свој пресконференција имаат најавено и кандидатите за градоначалници на Скопје од речиси сите партии, а своје обраќања ќе имаат и представници на коалицијата околу ДУИ, како и кандидати на владеачката вреди. Ги собираме сите овие изјави, комплетна изборна хроника ќе имаме во попладневните термини. А ВМРО-ДПМН вчера централниот митинг одржа во Кичево. Пред кичевчани партискиот лидер порача дека на овие избори треба да се стави крај на поделбите, испраќајќи серија критики на адреса на ДУИ, кој ги обвини за засилено иселување во Кичево. Мојата заедничка цел, заедно со вас, народот на Македонија, е на овие избори да ги поразиме овие кои што сеат поделби. Да ги поразиме оние кои што наместо да зборат за еднината, ни објаснуваат како пред 4, 5, 6 децени се среќавале со некакви генерали и си правеле некакви разговори. Ова порака е директно кон албанците. Излезете и погледнете ја празната куќа до вас. Погледнете ја другата празна куќа до вас. Дали ќе ви се вратат втуците? Дали ќе ви се вратат децата? Затоа што и до ден денес, 30, 40, 50 години потоа, некој вози Rolls Royce и Maybach автомобили. Нема тоа да ги врати. Национализмот нема да ги врати. Туку планот, визијата, стратегијата за еднината. Богато Кичево, богата Македонија, тоа ќе ги врати.
А опозицијскиот лидер Филипче вчера се обрати на централниот митинг на СДСМ во Скопски центар. Изрази увереност дека неговата партија ќе задржи контролата во оваа скопска општина, критикувајќи ја владата за серија неуспешни политики на сите полиња. Центар на овие избори прв ќе се разбуди и ќе му порача на ова лажно, арогантно, своеволно владење на Мицкоски дека едноставно е доста. Вели Христијан преку неговите мегафони: времето било кратко, најдоброто допрва доаѓало. Ова манипулација, почитувани присутни, не сме никого да залаже. Времето не е кратко да се препознаат лажните патриоти за кои патриотизмот е само алатка за манипулација. Не е кратко да се препознаат арогантните политичари кои за власт ветуваа, а ништо не испорача. Времето не е кратко да се препознаат подмолните обиди за поделба на граѓаните, новите етикетирања на предавници, режимски практики од најлошите времиња на горевизмот. За крај, времето не е кратко да се види дека имаме власт оттуѓена од народот. Власт која партизира, узурпира и одбива да го слушне крикот на граѓаните за подобар живот и напредок. А кандидатката на СДСМ за скопски градоначалник Каја Шукова утрово беше во Газибава. Вети изградба на модерен конгресен центар и градски сајм. Во фокусот на таа визија е изградбата на модерен конгресен центар, инфраструктура што ќе го отвори Скопје кон светот. Станува збор за економски, туристички и културен ресурс, што ќе го постави нашиот главен град на мапата на конгресни дестинации. Со конгресниот центар Скопје може да биде домакин на големи меѓународни конференции, научни и професионални собири и културни настани. Тоа значи дека Скопје нема да губи настани и нови инвестиции. Паралелно со тоа, со проектот за нов скопски саем, Газибаба добива нова стратешка позиција како регионален центар за бизнис, иновации и туризам. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од редовите на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓевски ветува изградба на 50 кружни текови за подобрување на безбедноста во градот, како алатка за приближување до целта 0 фатални несреќи до 2030 година. Денес сме во општина Бутел на крстосницата меѓу улиците Бутелска и Александар Урдаревски, каде што планираме изградба на кружен тек. Овој проект е дел од пошироката стратегија за зголемената безбедност и уреденост во сообраќајот низ целиот главен град. Преку редизајн на 50 критични крстосници и улици, Скопје ќе се движи кон целта на 0 фатални несреќи до 2030 година, применувајќи докажани европски стандарди за безбедност во урбаниот простор. Кружниот тек што ќе се изгради овде ќе значи крај на хаосот во сообраќајот и значително намалување на ризикот од несреќи. Кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица Амар Мециновиќ денеска од центарот на градот фокусот го стави на развојот на градскиот превоз во метрополата. Прво треба да се набават нови автобуси кои ќе бидат достоинствени за нашите граѓани, затоа што овие автобуси моментално се небезбедни и опасни. Ќе се потсетите минатото лето дека имавме ситуации каде што автобуси се палеа, завршуваа на жарденјери и едноставно го загрозуваа обичниот скопјанец во неговото секојдневие. А после набавката на нови автобуси сметаме дека треба линиите по кои сообраќаат овие автобуси да се сменат, затоа што овие линии во овој момент се анахрони. Тие се неколку децении стари и се неефикасни, долги и не го обслужуваат градот на вистински начин. Затоа ние сметаме дека треба да се воведат циркуларни автобуски линии, а не по оската исток-запад како што е моментално ситуацијата. Во петок истекува рокот за пријавување на болните и изнемоштени лица за гласање во своите домови. Пријавувањето може да се изврши во канцелариите на општинските изборни комисии или електронски со испраќање на медицинската документација. На 14 октомври пак истекува рокот за пријавување на лицата кои сакаат да гласаат на изборите, а издржуваат мерка куќен притвор. Немокните или болни лица, лицата во куќен притвор, затворениците и лицата во старските домови гласаат еден ден пред изборите, односно на 18 октомври. За тоа како тече овој процес на пријавување во Штип, нашиот штипски дописник Трајан Ристовски. Во тек е пријавувањето на болни и немоќни лица за гласање во домашни услови. Досега во општинската изборна комисија Штип има поднесено околу 10 барења.
Неделава ОИ ќе работи со продолжено работно време, со цел да им се излезе во пресет на потребите на граѓаните. Крајниот рок за пријавување е до петок 10 октомври, кога Општинската изборна комисија ќе има дежурство до 24 часот на полнок. До четврток, значи Општинската изборна комисија ќе работи од 9 часот наутро до 21 часот, за да може да излезе во пресрет на сите оние кои што сакаат да поднесат барање за гласање за болни и немокни, односно оние лица кои што го остваруваат своето право на глас ден пред изборите во домашни услови. Пријувањето може да се изврши директно во просториите на Општинската изборна комисија, како и електронски со скенирани документи на мејл. Едно лице може да биде полномошник на две болни и немокни лица кои сакаат да гласаат во домашни услови. Имаме овдека терк за известување, како и во прилог на него се доставува копија од лична карта на лицето кое што сака да гласа, копија од лицето на кое што е полномошник и валидно решение, односно важечко решение за туѓенега или користење на мобилност или документација од специјалист. Значи исклучиво се гледа документација од специјалист, не потврда од матичен доктор. Тие се потребните документи. Болните и немокни, како и лицата на издржување затворска казна за локалните избори за избор на градоначалници и членови на советите на општините, ќе гласаат ден пред изборите, односно во сабота на 18 октомври. За Сител, Трајан Ристовски. Две лица се лишени од слобода кај Нова Колонија во Скопје, откако вчера вечерта се обиделе да побегнат од полициската патрола. Станува збор за двајца осуденици кои биле на отпуст од затворот во Идризово и кои со джип ровер не застанале на даден знак од полициските службеници, при што се дале во бегство, пошто веднаш биле превземени мерки и активности за нивно запирање и лишување од слобода. Организирана е потера по возилото кое се упатило кон обиколницата, па потоа кон регионалниот пат Скопје-Велес, каде било стигнато од страна на полициските службеници во близина на населбата Нова Колонија. Кога полицајците кои биле со службено возило Мазда се обиделе да го пристигнат возилото во кое биле осудениците, возачот два пати удрил во полицијата пошто излетал од патот. Во потерата полициските службеници пукале и во воздух. Во возилото биле пронајдени 5 мобилни телефони, пари и клучеви од повеќе возила, а двете лица биле приведени и против нив ќе се води соодветна постапка.